Драги мои сограѓани, почитувани граѓани на Македонија, зад нас е уште една година на големи предизвици во која што вие ги донесовте вашите одлуки. Денеска во 26-та влегуваме заедно, сплотени, да работиме во интересот на сите наши граѓани за просперитет и подобра иднина на сите граѓани на Македонија, со реализација на голем број на инфраструктурни, културни, спортски проекти, здрава животна средина и просперитет во целата држава. Ви посакувам на сите многу здравие, среќа и успеси во 2026 година. И од срце ви ги честитам престојните божични и новогодишни празници. Среќна нова 2026 година на сите граѓани на Македонија и сите македонци каде и да се во светот. Вчера на една долга маратонска седница, која траеше до 1:30 навечер, го усвоивме буџетот, ги усвоивме сите програми што беа предвидени од страна на јавните предпријатија и програмите кои беа предвидени и предложени од страна на секторите во општина Куманово. 3 милијарди денари е вкупниот буџет, 400 милиони денари развојната компонента. Во тие 400 милиони денари претежно се пари од унгарскиот кредит за кој што аплицираше општина Куманово. Дел од тие средства ќе се реализираат, најголем дел ќе се реализира 26 година, дел ќе останат 2027, меѓутоа се предвидува дека ќе има и ребаланс на ниво на влада на Република Македонија, па парите ќе дојдат и во општината комплет тие што ги беа предвидени преку унгарскиот кредит. Она што ми е мене битно дека ќе има развојна компонента од страна на општина Куманово, ќе продолжи да се реализира кружниот тек доле што беше започнал отстранување на бараките и пробивање на октомвриска револуција до крај до градскиот парк, односно до стадионот. Ќе се продолжи со интензивна работа во Новини речици, во индустријската зона, реконструкција на Бајрам Шабани, реконструкција на 425 улица што е доста уништена во Иго Тричковиќ. Бајрам Шабани ја спомнавме, улица 600 Проевце што води на кај Куба. Предвидени се доста средства во централното градско подрачје да се гасифицира градот, значи да дојде до домаќинствата. При крај е реализација скоро завршена до индустријската зона до Бршане. Веќе имавме состаноци со луѓето кои се занимаваат со бизнис таму за да се приклучат. Предвидена е гасификација и до сателит, до индустријската во населба Карпош. Пробивање на пат од Пчиња, село Пчиња до Романовце, тоа е еден доста сериозен потек и многу битен, особено за транспортирањето за транспорт и да не поминуваат товарни возила тука на Пчински пат. Има поситни улици, доста голем број на улици ќе се реализират во Гладно поле. Веќе мислам дека граѓаните покрај локалните избори веќе се запознаени кои улици ќе се реализират. Има предвидено и канализација во 3 улици таму. Улицата 11 октомври има замена на водоводна и канализациона мрежа. Верувам дека ќе има ребаланс на буџет во кој што ќе предвидиме и дополнително реконструкција на цела 11 октомври, затоа што ни е битна. Отплика тоа се тие поголемни инфраструктурни проекти што ги предвидува што се предвидени моментално, иако јас верувам дека ребаланс во мај, можеби и во јуни ќе даде дополнително финансиски средства за да може проектите кои се изработени од страна на Куманово план да се реализират. Ставени се во програма и 2 улици во село Романовци кои ги имавме како проектна документација и дополнително една улица во Новини речици. Предвиден е бекатон 30 милиони денари, зимско-летно одржување секогаш се предвидуваат и ги изработува чистота и зеленило. Зголемивме основна главнина
на пазаришта и на Куманово газ. Куманово газ веќе навлегува во посериозни инфраструктурни проекти. Оно што ми е мене битно е многу дека преку унгарскиот кредит е офатена и реконструкција на улица Индустријска, која е голем потек, многу скап потек, и Куманово газ наоѓа средства и наоѓа начин како да се дополнително гасифицира и тој потек, затоа што станува збор за индустрија. Значи, одредивме пари за социјала, за култура, за спорт, за тие средства воопшто не се скратени. Одредивме 45 милиони денари за дополнителни 6 месеца на субвенциониран јамен превоз, затоа што се покажа дека ова мерка навистина искористена од страна на жителите, особено кои се наоѓаат во населбите и во селата, и навистина е посакувана и е искористена. Значи, отприлика буџет кој е скроен за граѓаните, развоен буџет, морам да кажам, и мислам дека со оваа развојна компонента веќе ќе се гледа голем напредок и во централните градски подружја и во периферијата, и индустријската зона дополнително новини речици. Мислам дека ќе привлече уште поголем број на инвеститори и заинтересирани за да може индустријската да се развива, освен оние субјекти што се веќе таму. Што значи дека навистина мислам дека изгласавме буџет кој е издржан и кој ќе се види меѓу населението. 2025 беше изборна година. Оно што го сработивме беше препознаено од страна на граѓаните. За мене како бивша и сегашна председателка на Совет, од редовите на знам, ми е многу битно што не дека освоивме локалната власт, меѓутоа дека наметнавме едно ново темпо меѓу политичките партии, што значи близина со населението и излегување на пресрет на населението, слушање наостанно дослух со населението кои навистина потреби ги има. Ја освоивме локалната власт, мислам дека поради тие причини, и верувам дека и новите советници од знам ќе се покажат како луѓе кои се исклучително од народот, ќе ги посетуваат и културните и спортските активности, ќе бидат блиски до народот и ќе знаат што сака уствари кумановскиот народ. Ги поделивме советниците најчесто од различни населени места и секој советник мора да знае што му недостига на тоа населено место. Со недостаток на местните заедници, тоа се наши луѓе што ќе работат на терен и што ќе ги пренасат недостатоците, потребите на населението. Значи, офатена советничката група баш го офаќа цело Куманово, што е добро, затоа што ќе имаме дослух со потребите на сите наши сограѓани. 2025 ја оценувам како многу добра година, успешна година и за мене како председателка на Совет и од политичка страна, меѓутоа и за граѓаните на општина Куманово, затоа што се потврди она наша заложба дека се што барат населението, ние всушност и ми спорачуваме како политичка партија. Следната година очекувам реализација на сите средства кои се предвидени во програма на општина Куманово, затоа што знаеме дека техничка документација е таа, тендерски постапки веќе се распишени и сега само да видиме на дело како ќе се изработи од страна на оние што ги добиле тендерските постапки. Оно што не го спомнав е докомплетирање на спортската сала. Таму имаме предвидено партерно уредување, дополнителни паркинг места за населението. Имаме загревање и ладење предвидено, значи поставување на фотоволтаици, и на тој начин ќе ја заокружиме воопшто спортската сала, затоа што тоа е проект кој навистина параше и средства, и пари, и трпение за да може сето тоа да се реконструира. Меѓутоа, од друга страна гледам дека е доста посетено, дека се разработува спортот на големи брати се враќа во Куманово, публиката оживува, значи оно што беше еден период заменено веќе се враќа на големи брати, исто така и базенот. Мислам дека со често доаѓање на меѓународни федерации, учество на училишен спорт, спроведување на многу активности, веќе се разработува и базенот, значи тие спортски капацитети навистина се искористуваат и од страна на кумановци, а и регионално, па и на државно и национално ниво се препознаени како општина што нуди спорт за сите граѓани, а и плюс тоа дополнителни спортски активности на регионално, меѓународно, на државно ниво. 2025 е година, пак ќе кажам, изборна, успешна за мене како председател на Совет. Мислам дека Советот за овие 4 седмици се воспостави дека се доста голем број на нови советници, имаат многу непознанија, меѓутоа
Мене интенција ми е не само мнозинството, туку сите советници да работат во исклучително во корист на граѓаните, да бидат запознаени со нашите ингеренции, да не ги мешат, често пати ги мешат државните и локалните ингеренции, и да работиме исклучително во корист на граѓаните. Така беа направени комисиите на присоставна совет и инсистирам комисиите навистина да водат плодна дискусија, а не тоа само да биде чисто дека се членови на некоја комисија и дека немат познавање. Значи, квалитет на совет мислам дека го препознавам уште во првите 4 седници. Луѓе што се заинтересирани да работат, само им треба дополнително информации што е наша, а што е друга ингеренција. На кумановци во новата година ќе им посакам прво здравје, да се среќни со најблиските, да се среќни со семејството, да се дружат, да има доволно средства да си ги приуштат на основните потреби, да се радуват на сите настани што ќе ги организира општина Куманово, затоа што навистина се трудиме како локална власт да организираме и култура, и спорт, и рекреација, и еве сега на плоштадот е баш убаво покрај новогодишните празници, она што го ветувавме поодамна веќе се реализира. Има новогодишен базар, убаво украсен град и да бидат задоволни, да критикуваат секако и добре што критикуваат, затоа што често пати алармираат за некои работи што не може секој да биде свесен. Меѓутоа да си останат доследни на тоа да се кумановци и да бидат горди што се кумановци, особено на младите, да се дружат, да се сакат меѓу себе, да добиваат одлични оценки, да вложуваат во себе, а на тој начин ќе вложуваат и во општина Куманово, затоа што еднината сепак е во младите. Прво сакам да им честитам новата година на сите граѓани на Куманово, на оние православни верници кои го слават Божи, да им ги честитам божичните празници и да посакам мир, спокој и радост во секое семејство и во секоја човечка душа која што живее во овој град. Мислам дека во новата 26-та година треба да влеземе со нови идеи, сите сплотени и да обезбедиме подобар живот на сите граѓани во Куманово. Исто така сакам да искористам ова прилика и да се заблагодарам на сите кои што гласа за нас како советничка група на ЗНАМ, кои што освоивме најголем број на мандати, за нивната поддршка. Мислам дека го оправдавме нашето делување во изминатите 4 години, а истото тоа не само што ќе го потврдиме, него и ќе подобриме во 26-та и на тамошниот тек на мандатот. Мислам дека многу проекти беа започнати, посебен акцент беше ставен на приградските и селските средини со цел да се овозможи подобар живот на нашите граѓани кои со децени беа запоставувани, а во следниот мандат покрај нив ќе се даде акцент и на централното и поширокото градско подрачје, со што ќе се реализираат многу проекти. Посебно сум задоволен со тоа што успеавме, односно општината успеа во 25-та година да обезбеди пари за 26 проекти владини преку унгарскиот кредит и кои што нивната реализација почнува од оваа година и мислам дека тоа значително ќе допринесе за подобар и поквалитетен живот во цело Куманово. 2025 година, како граѓанин на општина Куманово и како советник, можам да кажам дека не се исполнети моите очекувања во работата на локалната самоуправа на општината Куманово. А тоа може сега да го видиме и преку континуитет кој што ќе продолжи во 2026 година. Самиот буџет и самите развојни програми лично по мене не навлегуваат доволно во решавање на проблемите на граѓаните на општина Куманово. Пред се тука мислам на решавање на крупни проблеми, сообраќајниот хаос, амбиенталниот воздух и решавање на многу инфраструктурни проблеми и исто така ќе напоменам и самите проблеми кои се соочуваат јавните претпријатија. Значи слушавме сега пред малку на советот со какви финансиски предизвици се соочува јавното претпријатие Чистота и зеленило, па и самите советници од мнозинството на претходната седница кажа дека претпријатието треба да го помогнеме за да преживее, а сега го враќаат пак 2 чекори назад и сето тоа допринесува за некој волт општ кај граѓаните, незадоволство од работа на предпријатие, но проблематиката за решање на проблеми треба да се бара на друго место.
пред се во одлуките кои што ги носи Советот, кои што доаѓаат како предлози од градоначалникот и од секторите во општина Куманово. Значи, моје очекување за 2026 година не сакам да звучи многу негативно, но мислам дека ќе биде многу тешка година за граѓаните на општина Куманово, а ќе одам малку подалеку и на Република Северна Македонија, бидејќи пак ќе се повторам она што го видовме до сега на седницата на Советот, на четврта седница, и она што е предложено пред нас како одлуки што треба се донесат, нема конкретни мерки за подобрување на животот и квалитетот на животот на граѓаните на општина Куманово, а се мислам дека тие проблематики произлегуваат од централна политика, бидејќи нели оваа коалиција е на власт на централно и на локално ниво. Ние како советничка група максимално ќе се бориме да се промени текот на работите кои што се случуваат во општина Куманово, даваме своји некои приоритети, гледаме малку постратешки да настапиме, на подолгорочни цели да се гледа, да не се гледа од денес за утре. Можеби некогаш и ќе предложиме некои мерки кои што ќе звучат непопуларно за граѓаните, но ние мислиме дека тие мерки на долг рок ќе дадат резултати, а сега ќе предлагаме и краткорочни мерки кои што ќе бидат потребни за да се решат проблеми на граѓаните на општина Куманово. Општина Куманово има доста финансиски средства, но самата нивна распределба не, според нас лично, не е доволно добро направена. Во новата година на сите мои сограѓани, општина Куманово, им посакувам пред се добро здравје, многу среќа, многу љубов и да се надеваме дека ќе имат многу подобра 26-та година од 25-та година и едноставно да бидат сите посреќни и да се живее многу подобро во Куманово.